Одма на почетокот да поедноставам за земјоделците, ова е закон со кој уредуваме така наречените контролни маркички во однос на дистрибуцијата, продажбата на брашно и мораме да кажеме дека тие одат во историја. Значи, согласно овој закон, во иднина нема да има маркички за брашното и за увоз и за извоз. Ова е сосема разбирливо ако се знае дека Македонија е потписник на ЦЕФТА договорот и како такви се имаме обврзани да ги спроведуваме сите одлуки од овој договор, а една од тие секако представува и трговијата на брашното. Сега тоа што сакам да го дискутирам во однос на законот, како држава мораме да бидеме свесни за неколку параметри, односно за неколку работи. Прво, на пазарот има многу поевтино брашно насекаде околу нас и во огромни количини. Тоа представува ситуација која од денес натаму, односно од донесувањето на овој закон, ако се донесе, во иднина мора да се менаџира. Тоа што сакам во оваа прилика да го истакнем. Ние, за жал, бевме сведоци на повеќе кризи во континуитет и не можам да премолчам за почетокот на кризата со COVID-19. На пазарите медицинска опрема имаше само за одредени земји, не и за сите земји. Синџирите за снабдување со храна во COVID кризата на некој начин беа прекинати или успорени. Тоа што требаше да го извлечеме како поука од COVID кризата е дека во време на кризи сите земји се свртуваат кон своите ресурси и пред се задоволување на своите потреби и на своите граѓани. Многу држави и поразвиени од Македонија се потписници на разни конвенции, меѓутоа видовме дека во време на криза едноставно тие прогласија криза и функционираа така како што функционира. Сосема оправдано, сосема легитимно, односно нивната легислатива. Од друга страна, не смееме да заборавиме дека имавме и енергетска криза. Не знаеме дали е завршена, иако цените нели се пореметија, има некој движење на пазарот кој можеби ќе се нормализира цената на енергенсите, меѓутоа и овде видовме дека државите генерално први си го решаваат своето снабдување. И тоа е сосема легитимно, затоа што тие влади во тие држави одговараат пред своите гласачи, односно пред своите граѓани. И со кризата со храна, која беше со помал обем, меѓутоа постоеше, повторно видовме дека имаме проблеми со затварање на границите, пред се тука мислам на житото и брашното, и тука видовме реално кои ни се пријатели и кои можат да ни помогнат во одредена ситуација. Сите овие три ситуации не смееме во иднина да ги заборавиме. Дај Боже да е, што викат старите, мирно, се добро, да можат да бидат пазарите отворени, да може да се движат луѓето, стоката, да се развива конкуренцијата, да ги видиме придобивките од договорите на ЦЕФТА, односно ние да можеме да купуваме каде сакаме со сите подписнички на договорот од ЦЕФТА и нормално и кај нас да продаваат истите своји производи. Меѓутоа, тоа што сакам да го потенцирам и да го на некој начин укажам на владата, мора да се најде решение. Особено како државата ќе функционира во кризни ситуации. И тоа да биде законски регулирано, за да не знаеме и да не се двоумиме
дали во одредени ситуации постапуваме правилно или не постапуваме правилно. Историјата требаше да не научи дека најпрво, колку и да е отворен светот, мораме да си ја заштитиме државата. Второ, надвор од време на кризи, мораме да воспоставиме механизми и системи кои нема да допринесат за распад на нашите системи, за нашите синџири на снабдување, за домашно снабдување, пред се зборувам со храна и енергија, со кои би се доведеле во несакана ситуација, подредена ситуација и како политичари да збориме дали ќе има брашно или ќе нема брашно, дали ќе има енергија, дали ќе нема енергија. Одговорот на ова прашање не значи заобиколување на тоа што представува наши обврски према ЦЕФТА. Значи, тука рачистуваме, сме подписници и мораме да тоа што сме го подпишале да го спроведуваме. Меѓутоа, очекувам од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство сет на закони, сет на измени на закони со кои на некој начин ќе си го регулираме домашното производство. Особено во делот на жито, сега не е наша проблематика нова комисија, и енергија. Тоа во друга прилика. Значи, мораме да најдеме механизми со кои јасно ќе се дефинира на пазарот што е брашно и каков квалитет на брашно увезуваме. Значи, да не го увеземе најлошиот тип на брашно по ефтини цени, да го преплавиме пазарот и после да имаме незадоволни граѓани кои купиле лош производ, кој реално вреди малку. Значи, овде мораме да го регулираме увозот на брашно со соодветен квалитет. Тип на брашно, потекло на пченица, заштитни мерки кои се употребувани, не се употребувани на таа пченица и многу други работи кои морат да бидат составен дел од декларацијата. И тоа што е многу специфично, мораме домашното производство да го направиме по-конкурентно. Во овие моменти и соседни држави, да не зборувам и за огромни производители на жито и брашно, имаат многу поевтин производ. Овде мораме од една страна да го заштитиме домашното производство и да не загрозиме државата во услови на криза на кој начин ќе функционира. Тука ни треба многу јасна политика на владата и многу прецизни законски решенја во краток рок со кои ќе го заштитиме домашното производство. Жетвата е на прак, ќе имаме нова реколта, ќе имаме понуда на жито, меѓутоа во исто време ќе имаме веќе и слободен увоз на брашно и на жито. Затоа тука треба час поскоро да се најде решение. Моето мислење и тоа што го гледаме како пракса во Европската Унија, затоа е субвенционирањето. Значи, покрај класичното субвенционирање за производство на жито, според мене треба да најдеме модел и за житото кое се преработува во брашно од домашно потекло. Дали ќе биде тоа дополнителна субвенција, дали ќе бидат условни зелени сертификати кои производители, односно зелена субвенција кои производителите ќе ја добијат и ќе ја пренесат на тие што ќе го откупат житото за производство на домашно брашно. И на тој начин да направиме одреден сигурен квантум на производство на жито и производство на домашно брашно. И да знаеме со каков квалитет и што се хранеме. Не сум баш оптимист. Тоа што во моментот се случува, некои работи не ни одат во прилог. Добро е што имавме кампања за зголемено производство на жито. Меѓутоа гледаме дека државните резерви, не сум сигурен, не сум ги проверил податоците, меѓутоа тоа што го слушаме, се полнат со увезено жито кое патеме многу поскапо од домашното во моментот
станува збор за сериозни количини, кои ги имаме дома на располагање, го имаме произведено и од неразбирливи причини стокови резерви купува поскапо жито од странство за своите потреби. Ова е фалинка, оставам на институциите, дали е согласно закон, дали на кој начин е распишан тендерот, дали не можел тендерот да биде на друг начин организиран и така натаму. Меѓутоа, самата приказна, самата постапка не доведува во прашање. Цело време го имаме проблемот, земјоделците ни се бунат дека имаме проблем со конкуренцијата. Сега овој проблем станува веќе отворен. Немаме механизми понатаму со бандероли или со не знам што, со маркички да ги штитиме земјоделците. Затоа мора да се преиспита моделот како ќе субвенционираме. Во однос на житото ќе оставам сериозна резерва да се преиспита моделот за новите субвенционирања. Ние имаме подобри, породни, полоши години. Моделот за субвенционирање со просечен принос по хектар е многу проблематичен. Тоа сум го дискутирал на повеќе места. Просекот не е решение. Ние сите сакаме на одредена површина да произведеме повеќе. Меѓутоа, внимавајте, кога просекот ќе го ставите како граница, тоа е лошо решение. Затоа што се што е под просекот, производство на одредена површина, нема да се пласира за субвенционирање. А тоа е, ако е правилна дистрибуцијата, има породни ниви и полошо родни ниви, пола од производството ќе нема да биде опфатено со основното субвенционирање. Внимавајте. Со тоа што досега го добиваа земјоделците како субвенција. Значи, основната субвенција не треба да се чепка според моје длабоко убедување. Ако сакате зголемено производство, треба да имате дополнителни субвенции или дополнителни мерки. Да ги намалеме трошоците за ѓубриво, зелената нафта реално во право време да стига и така натаму и така. Многу длабоко отидовте во Ке ми дозволете политика. Ако може да ја... Благодарам на сугестиите, меѓутоа не знам дали сваќате за која сериозност зборувам. Не знам дали сваќате за каква сериозност станува збор. Во оваа ситуација, ова што ни се случува, може да биде крах за производството на жито. Половина од производството ќе остане без субвенции, а пазарот ќе биде преплавен со увезено ефтино брашно. И се чудам на леснотијата со кој треба јас да скратам во говорот. Ова е многу сериозна ситуација.